Судскиот совет нема да ја преиспитува одлуката на апелација за времениот пасош на Асмир Јаховски како еден од осомничените за злоупотреба на 167 милиони евра државни пари за набавка на мазут. За председателот Александар Камбовски, аргумент е што обвинителството се согласило Јаховски да добие пасош со важност од 6 месеци. Тоа се судски одлуки, јас колку што следев од медиумите, таму согласност дало и основното јавно обвинителство и тоа си е судска одлука и судскиот совет нема ингеренции да се меша во секоја дневна судска одлука, бидејќи во држава се донесуваат илјадници одлуки од страна на судовите секој ден. Ова е само последната контроверзна одлука на судско-обвинителскиот систем, која дополнително ја подрива и онака екстремно ниската доверба, но судскиот совет има други приоритети. Парите. Велат дека за да работат подобро и поажурно им требаат повеќе средства, дека сите судови во Македонија кубурат со кадар. Алармантен недостиг на кадар. Зборувам за записничари, зборувам за стручни соработници, советници на судиите, затоа што судијата сам по себе не може да ги завршува сите работи, нели потребен му е тој помошен персонал. Ова е проблем кој што подолго време ни се повлекува. Апелираме се уште до Министерството за финансии да се одобрат средства овие луѓе да се вработат и да имаат подобри услови судиите фактички да работат. Дел од членовите реагираа зошто министерот за правда и председателот на Врховен не доаѓаат на седници, бидејќи за вакви прашања треба да има дискусија и со извршната власт. Министерот со свое место предвидено со устав и со закон не присуствува. Председателот на Врховниот суд, на највисокиот суд по државата не присуствува. Токму по овие прашања ние треба да имаме една заедничка дискусија, заеднички видувања и план како тоа да се надмине. Министерот Игор Филков не присуствувал на седница по препорака на Греко, одговараат од Правда. Присуството на седници без право на глас не влијае на носењето одлуки и законското работење на судскиот совет, стои во одговорот. Неприсуството на седниците на судски совет е и личен став на министерот за правда од самото стапување на функцијата, затоа што верува во независноста на институциите и го поддржува истото преку предлог измените на новиот закон за судски совет. За сите отворени прашања и теми на разговор, судскиот совет може да се обрати и да побара средба со министерот Филков, која ќе се оствари во Министерството за правда. Инаку, македонските судови во првите 3 месеци имале за решавање над 280.000 предмети. Над 130.000 предмети биле останати од минатата година, а речиси 150.000 нови судски случаи. Јануари, февруари и март судски епилог добиле 137.000 предмети.